Нема градинки ниту паркови, ама има стамбени згради. Непланското урбанистичко градење доведува до проблеми, кои скопјани веќе ги чувствуваат на свој грб. Постоичките градинки во главната метропола немаат капацитет да ги згрижат сите деца. Карпош е само една од скопските општини која се соочува со овој проблем. Капацитетите на градинките постојани не можат да ги обслужат новите деца и имаме некои одлуки за проширување на тие капацитети. Сега во конкретниот случај, ако не се прошират, луѓето ќе немаат децата кај ќе ги запишат. Од здруженијата велат дека неопходно е да се планира и место за изградба на градинки во деталните урбанистички планови, бидејќи по изградбата на зградите, жителите немаат каде да ги запишат своите деца. Место во државните градинки за сите нема. Конкретно при носење на деталните урбанистички планови, кога се предвидуваат стамбени објекти, треба да се земе во обзир и колку тие ги задоволуваат потребите за другите јавни установи. Мислам дека тие работи кај нас не се гледаат многу. И сега конкретно го имаме проблемот на терен. Во планот за живот стои дека ќе се проширува мрежата на градинки и во оваа општина. Имаме план за проширување на мрежата на градинки низ Македонија. Со инвестицијата ќе опфатиме реконструкција и изградба на нови градинки во голем број на урбани и рурални средини, меѓу кои Струга, Ѓорче Петров, Сопиште, Центар, Аеродром, Карпош, Теарца, Лозово, Карбенци и Шутео Ризари. Алфа упати прашање до општината за проблемите со кои се соочуваат жителите. Но до почетокот на овие вести одговор не добив. Проблем за скопските општини е зеленилото, кое го има малку или воопшто. А описот на Скопје како зелена, модерна и паметна метропола, според граѓанските здруженија, засега стои само на хартија.